Дечки, добре ми дојдовте во мојот топол дом. Многу ми е драго што имам прилика да готвам вечерва за вас и да ви приготвам едни од моите омилени јадења кои што ги приготвувам доста често за мене и за мојата Ирина. И тие јадења се паста со свежи ракчиња и домат, односно модер патлиџан со конкасе, што во превод значи сит месецкан. Да видиме. Домат. Помешан со чери патлиџанчиња, свеж босилок, маслинов зетин, сол, бибер и што има друго, и многу љубов. Тоа одгоре ќе ставиме малце крема балзамик, малце маслинов зетин, Евала. Вие слободно можете да си мцкате за кај ги правам. Таљателите. Често знам главите од ракчињата да ги трнам на страна и да ги искористам, затоа што целиот сок и сос го содржат они. Значи, на чувство на морето во вкусот кој го имаме. И овие ракчиња ги приправив на страна заедно со сит месецкан морков, лук, босилок, маслинов зетин и сол и бибер. Дали ова првото јадење што го направи на Ирина за да ја шармираш? Првото јадење на Ирина го направив да беше лосос. Лосос ги правиш. И сега од едина страна добив комплимент дека најубавиот лосос што гледам во животот, што нормално треба да кажа комплимент. Следно, сега припремаме водата за пастата, малце сол, малце маслинов зетин, иначе, многу е битно пастата да биде ал денте, односно да не биде многу преварена, затоа што едно што е повкусна, друго и за дигестивниот систем е многу полесна за варење. Така да тука не греска. Еве ги ракчињата исчистени, свежи, на нив им ставим малце лимонов сок, маслинов зетин, лукче, сол, бибер. И ги припремиме на крај. Малце. Иначе, Ирина многу ме критикува дека правам хаос во кујна после моето готвење. А кој чистиот кој ќе го направиш хаосот? Нема да кажам. Што правиме сега? Сега ги ставаме ракчињата да се пржат. На нив не им треба многу. Мама мија. Сега оставаме сосот, оној сос што го спремавме со самите глави од ракчињата. Оставам малце вода дека да го искористиме. Колку чисто готвиш уствари? Па... Што знам? Едно 3-4 пати нема сигурно готвам. Пееш додека готвиш, Павле? Дали пеам? Да. Се разбира. Ho sbagliato tante volte ormai, che l'ho so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Имаш помош, а? Да, имам асистент. Павле, фала ти на ручекот, стварно е преубаво и целата атмосфера и храна, зашто ни ја спремил. Беше драго што бевте мои гости и одете во секој време.